Преспанското езеро се наоѓа во југозападниот дел од земјата и го делат три држави. Нашата држава, Грција и Албанија. Во Преспанската котлина се наоѓаат двете езера, Малото и Големото Преспанско езеро. Во водите на Големото езеро се наоѓа тромеѓето на македонската, албанската и грчката граница. Во Големото Преспанско езеро има два острови: Голем град или Свети Петар и Мал град. Островот Голем град е прогласен за строг природен резерват заради специфичните геоморфолошки карактеристики, карактеристичната флора и фауна и поради своето историско минато. Езерото е богато со риба, а особено се познати преспанскиот краб и рибите белвици или нивички. Најзастапена е нивичката или белвицата, потоа крапот, грунецот, скобусот, мрената, кленот и други. Кон крајот на 50-тите години, езерото е порибено и со охридска пастрамка, која се задржала во подлабоките води, Нивичкиот залив, Казан и Конјско. Крапот е најквалитетната и репрезентативна риба во Преспанското езеро. Нема риболовец на кој не му е предизвик да го улови на далеку прочуениот преспански крап, кој е бренд на Преспа. Крапот се лови и од брег и од пловен објект. Се лови на традиционален начин, со пливка на повеќе видови природни мамки, како пченка, леп, разни видови на црви. Во последните години, се повеќе е застапена современата риболовна техника за риболов на крап со олово на дно. Љубителите на риболов на салмониди можат да ловат и охридска и калиформиска пастрамка, со блинкери и воблери, од пловен објект со тролинг и со разни видови вештачки мушици. Единствено, во Јадранскиот слив на овие простори, само на Преспанското езеро може да се улови европскиот сом. Се ловат крупни примероци, до 80 килограми, на природни и вештачки мамки. Атрактивно во водите на Преспанското езеро е да ловите бела риба заедно со белиот пеликан, кој лови риба заедно со црниот гавран. Во плитките води присутни се повеќе видови чапји, норки, галеби и други птици. Јагулата беше и се уште е присутна риба. Додека беа во употреба коците, дајаните, почесто беше уловувана. Во мрежите нокници ретко е и тешко е да се улови, затоа што телото ѝ е мазно и лизгаво-лигаво. Доколку се закачи со забите, многу лесно го сече конецот и се ослободува. Беше ловена во големини до 1,5 метри и тежина до 5 килограми. До изградбата на браните за Хец-Глобочица и Шпилје доаѓаше од Царгаско море во Охридското езеро, а оттаму низ подземниот истек низ Галичица и во Преспанското Големо езеро. И сега, тие јагули што се носат со авионски или друг транспорт во Охридското езеро, доаѓаат во Преспанското Големо езеро преку овие подземни премини. Најзастапена е белвицата нивичка, бела, сладка риба, со должина и до 15 сантиметри. Најмногу ја има во длабоките и чисти води во атарот на селото Нивици, по кое го добила името Нивичка. Посолена, нанижана во низи и сушена на сонце, на пазарот ја има под името циронка. Кој не пробал, не знае што е специјалитет. Се лови на сите природни и вештачки мамци. А низ историјата, незиното припремање како природно сушење е се уште традиција која треба да се види и вкуси. Во сливот на Преспанското езеро има повеќе реки, кои се допрени со волшебни честици на божествената креација. Така допрени, како многу малку места на светот, и изобилуваат со ендемична пелистерска, односно брајчинска пастрамка, која е прав предизвик за риболов со лесен риболовен прибор на сите вештачки мамки. Преспа ќе ве мајепса. Ке се влюбите за секогаш. Оние што биле знаат. Другите дојдете за да видите што значи стара школа на љубовта и риболовот.